Добре дојде во студио за моите гости. Говориме за екологија, од Министерството за екологија, Ана Карамфилова-Мазневска и Антонио Јовановски, Go Green, или како велите вие? Инсистирате да биде Go Green, но инаку сте биде зелено од невладината. Да, познати сте по Go Green. Ајде од почеток одиме со вас, Карамфилова-Мазневска, со стратегијата македонска за исфрлање од употреба на пластиката. Имаме ли воопшто стратегија, заради тоа што таа не се гледа, ни надзира воопшто? Така е, стратегијата постои, донесена е, националната стратегија за управување со отпад, имаме и национален план за управување со отпад, таму се дефинирани нашите насоки и цели, како и количините кои што треба да бидат постигнати во однос на собирање, рециклирање, третман и така натаму. И што значи тоа во однос на забрана на употреба години? на пластиката за еднократна употреба, тоа сега го носиме со новиот закон за управување со отпад. Во моментов се наоѓа е објавен на ЕНЕР и сме во фаза на јавна консултација со засегнатите страни. Со невладините, предпоставувам. Меѓу другите засегнати страни, секако и со невладиниот сектор. Меѓутоа, тука се и јавните предпријатија, тука се и органите на државна управа кои што се секако засегнати со институции, да. Закон, бизнес заедницата исто така се разбира, општините, локалната самоуправа, значи и донесен е првиот план за превенција од отпад или план за спречување на создавањето на отпад. Во Република Македонија е изработен, меѓутоа се уште не е усвоен од страна на тој план се усвојува од страна на министерот за животна средина, се доставува до владата на разгледување. Во тој план за превенција за намалување на создавањето на отпад дефинирани се посебно активности на кој начин и како треба да сите чинители да постапуваат, вклучувајќи тука владата, значи органите на државната управа, локалната самоуправа, бизнес заедницата, дадени се насоки, препораки, она што се случува во Европа, како и ние да ги пременуваме тие активности, да можеме да превенираме, значи ова е план, значи план со активности кои што препорачуваат. Законот очекуваме до крајот на годината да биде усвоен од во собрание. Да. Прво нели следат овие процедури на меѓуресорска консултација, па ќе оди во влада, па дури потоа во собрание. Добро. Да донесе. Да. Задоволен ли сте од оваа стратегија која добро во груби црти беше представена, но верувам дека ја познавате во детали. Нашата најголема забелешка во однос на управување со отпад е во контекст на суштинското вклучување на невладините организации во процесот на изработка на плановите, особено за планот за превенција, некои стратешки документи. Значи тоа е многу јасно дека јавниот консултативен процес се случува од кога ќе се направи. Но целата суштинска промена и критика, мислење или пак позитивни страни доаѓаат во фазата на изработка. И ние тоа што веќе и со години збориме и не само со институциите за животна средина, и со другите институции, дека суштината на вклучување невладин сектор, како што е во Европската Унија, се во фазата на изработка на планови, а потоа заеднички со невладиниот сектор исто се случува тој широк консултативен јавен процес кој што се случува за законот и за планот за превенција. Во него сте инволвирани во овој закон сега за кој како што следува ќе има јавни трибини Добро, и сето тоа. И ќе бидете вклучени. И ќе бидеме вклучени, но работата е што законот е веќе формиран и претпоставувам во работни групи и претходно со консултации со колективни постапувачи, со градоначалници, значи во тие работни групи каде што колективните постапувачи, бизнисите, стейкхолдерите на отпадот се консултираат за заработка на законот, невладиниот сектор би требало да биде вклучен таму. Но не е. Има ли причина зошто? Па јас не се согласувам со Антонио, мислам дека беше вклучен невладиниот сектор. Ние овие пакет закони за управување со отпад ги донесуваме, всушност те не се донесени, ни ги изработувавме изминатите 2 години во рамки на еден твининг проект финансиран од Европска Унија. Твининг проектот траеше 2 години, ние редовно ги каневме сите засегнати чинители. На Антонио лично беше дојден еднаш два пати, меѓутоа кога доаѓаат, кога не доаѓаат, така да ние немаме друг начин како да дојдеме, не можеме од врата на врата да го носиме законот. Затоа е објавен и секој има право да коментира. Тој не е ниту донесен, ниту, значи и суштински промени тек сега ќе може да се прават во законот. Не праќате покани на надлежните овие невладините организации. Ние ги
каниме невладините организации, токму како бидејќи се Значи, они една сте ги канели. асоциација, имаат една адреса која е доставена во зависност од тоа за кој сектор се работи. Вие имате дел природа, дел заводи. Во главном со Go Green сме соработувале во делот на отпад, бидејќи они се најистакнати вака во делот на отпад. Зашто Можеби Антонио сметај дека недоволно. Јас не мислам. Незадоволен. Добро. Не мислам така. Мислам дека секогаш сме ги вклучувале, сме ги канеле и дека овој закон во оваа фаза вака како што е изработен се вклучени сите чинители од оние што контрибуирале, што дале. А знаете, многу е важно и вие и написмено да ни доставите, некогаш ние дискутираме забелешки, стаќаме забелешки, меѓутоа се најважни сега. Најважно е кога ќе дадете некакви конструктивни забелешки и написмено да ги нив добиеме. немате добиено? Јас немам добиено до сега во Ние имаме имаме испраќано тоа што најмногу нас не загрижува во однос на управувањето со отпад е дека е оставен во главном на големите бизниси. Односно големите бизниси ги финансираат колективните постапувачи. Колективните постапувачи треба да извршуваат јавна услуга, поради тоа што тие еколошки даноци и според создаден килограм на производителите, они ги плаќаат на колективните постапувачи, но колективните постапувачи исто така тоа гледаат како бизнес. Кои се колективните постапувачи? Извинете, може не дефиниравме терминот, али тоа се Пакомак, Евроекопак, збориме за пакувањето потоа за електронско, тоа се фирми кои што треба да вршат јавна услуга. Да, за селектирање на тоа што рециклирање. Тие сепак се финансираат од пари што се тоа се нивните остивачи. Така е, али нека докаже, да, само се извинам. Што нас не загрижува е што не се воопшто транспарентни колективните постапувачи, како што би требало да ги имаат нивните извештаи на веб страна, или кога ќе ги побараме податоците, они да не ги кријат, да кажуваат дека се деловна тајна и така натаму, бидејќи тоа не се деловни тајни. Добро. Мислам, они пак го гледаат тоа како бизнис, а би требало да вршат јавна функција и решението кај нас за управувањето отпад се гледа преку колективните постапувачи кои што имаат една бизнис перспектива, односно бизнис гледање на работите. Значи ова се случува веќе од 2010-11 кога колективните постапувачи и беа формирани, значи еден по еден. Значи скоро 10 години сме дојдени во ситуација кај што имаме колективни постапувачи, се селектирањето и рециклирањето е на многу ниско ниво, 90% тоа што се собира од ромите и неформалните собирачи и генерално системот за управување од отпад поддржува една неформална сива економија веќе со години. Добро, ајде нека одговори на сите овие забелешки господјата Крефлова. Треба подолго да објаснам. Не можам тука да ги бранам колективните постапувачи. Значи, системот на продолжена одговорност или проширена одговорност на производителот подразбира дека тој што пушта на пазарот треба да води сметка или да одвои дел од средства. Пушта производи на пазарот. Да. Независно спакување. Не сте јасни кога. Да. Требаше да се дообјаснам. Значи, дали се работи за спакувани производи или се работи за имаме и други текови на отпад, дали се работи за електрична електронска опрема или батерии, акумулатори и други текови на отпад ние ги нарекуваме. Тие имаат обврска да се грижат за целиот животен век на тој производ и кога ќе стане отпад. Вклучено е во цената тоа, секако тој мал дел што на крајот на денот граѓаните секако го плаќаат. Самите производители се здружуваат во ние популарно ги нарекуваме колективни постапувачи, тоа се компании кои што имаат добиено дозвола од Министерството за животна средина да управуваат со отпадот од пакување, со отпадот од електрична или така натаму. Во име на производителите, во име на своите производители кои што плаќаат, кои што пуштаат на пазарот, имаат обврска да го финансираат тој систем. Значи тоа сепак се тоа друштва со ограничена одговорност кои што управуваат и постапуваат во име на своите оснивачи. Тие го гледаат тоа како бизнес. Оснивачи се ние добиваме податоци, редовни годишни извештаи, на пример вие можете да ги добиете од кај нас податоците за. Али тоа не ми е јасно зошто мора јас кидам кој ми се случи на средина кога како што рековте таа цена која што плаќаат се пари на граѓаните и тие треба да извршуваат јавна функција и треба да се транспарентни во однос на граѓанските организации и било кога. Бидејќи јас на било кој колективен постапувач да му побарам од кај се собрал, што се собрал така натаму, они ме праќаат кај Министерството за животна средина. Воред, јас со Ана се знаеме, ќе ми ги даде податоците, но тоа што ме загрижува и тоа што мислам дека не функционира е дека имаме на бизнес перспектива ставено на отпадот и поради тоа што целта е профит и пари, секогаш најголемите конфликти на јавни дебати се случи околу цената, околу едно друго. Мислам дека го забораваме тој граѓански аспект, тој граѓански систем кој што би требало да го управиме со отпад. Ние многу пати сме укажувале дека системот на кауција
е оној кешбек систем каде што граѓанинот ќе земе пластичното шише или стаклото како што порано било и го однесеме и добиеме некој систем. Тоа ќе го зголеми и селектирањето кај граѓаните и вклученоста на граѓаните во управувањето со систем. Сега тие пари треба некој да ги финансира. Дали колективните постапувачи треба да се договорат дека тоа треба или пак да се нели има и опција да биде таков системот. Во секој случај сето тоа се гледа со некој вид на интерес и тие што веќе се вклучени во тој систем многу тешко сакаат да се откажат од некој интерес за да системот стане пограѓански, потранспарентен и поефективен на крајен ден, дека го гледаме ефектот кога ќе излеземе на улица или било каде. Овие забелешки кои сега се ставени на маса, сметате ли дека треба да бидат отворени на таа бизнис заедница за која секако ова е дискусија за бизнис заедницата затоа што изборот дали ќе постапуваат преку не, ама вие како министерство прашувам. Ние носиме регулатива. Правната рамка овозможува правната рамка го овозможува тоа. Меѓутоа тој систем е доста поскап од овој систем и сепак е тоа одлука на индустријата, затоа што тие го финансираат системот, доколку се тие спремни да го воспостават, законот им го овозможува тоа. Значи во нив целата моќ ја имаат во собствена интерација, вие немате никаква улога во тоа. Нема логика. Дека немаме логика, тоа е избор на добро, ама не може да биде избор на бизнис, овој систем со кауција е поскап од овој сега што го имаме. Повеќе чини и тоа е докажано, сам искуствата во европските земји го покажуваат тоа. Тоа се оние машини, вендинг машини кои што се носат, кои што прво и тие чинат пари, треба да се организира тој систем и кој ќе ги врати тие пари и дали навистина парите ќе се вратат во индустријата или ќе одат во маркетите и така натаму. Тоа е сепак тоа треба да се го разгледа бизнес заедницата зашто тие плаќаат за овој систем и тие се одговорни. Ние сме тука да водиме сметка дали се почитува законот, дали се исполнети националните цели, зашто ние од нив очекуваме секоја година да ни достават колку напредувале и колку ние како држава сме ги постигнале на националните цели. И тука е нашето, да речам, стапче, каде што можеме да реагираме и секако Државниот инспекторат за животна средина. Меѓутоа пак мора да се либерализира така и во Европската унија. Ние не го измисливме овој систем. Овој систем добро функционира во сите европски земји. Добро, во Германија, во Хрватска е пак системот. Во Германија и Хрватска има и едното и другото. Имаат и колективните постапувачи постојат, имаат и овие вендинг машини кај што граѓаните можат да вратат нека амбалажа, дали е стаклено шише или и се организира. Повторно кажувам дека тоа е обврската на бизнис заедницата. И ги вклучува граѓаните кај нас. За среќа или несреќа ги имаме ромите и неформалните собирачи на отпад, значи не се само роми и други семејства што го прават, кои што го собираат и граѓанинот. Сиромашниот слој всушност е тоа на некој начин, да. На некој начин и граѓаните не се наместо сите да бидат вклучени, да. Добро, граѓаните се вклучени затоа што имаат обврска да селектираат. Факт е дека е на многу ниско ниво свеста кај воопшто кај граѓаните во Република Македонија и желбата да рециклира. Вие смятате дека е во проблем свеста на граѓаните? Апсолутно. Тоа е дефинитивно проблем. Апсолутно е проблем. Не сметате ли дека, се извинувам, државата, односно институциите се оние кои треба да работат на свеста, а не вината да се префрла на граѓаните? Не ја префрламе ние вината на граѓаните и институциите работат со своите механизми што ги имаат. Кои се тие механизми? Невладиниот сектор затоа постои и се финансира со години во Република Македонија. Мислам на тема отпад, не знам колку проекти се имаат добиено и колку извештаи се праќаат. Значи, невладините организации не треба да се бара никаква вина. Не бараме вина, меѓутоа гледаме дека нема веројатно ни треба систем заеднички затоа што многу се инвестирало, а резултатите се мали или никакви. Или ни треба континуитет. Одржани се многу обуки. И тој ќе потврди, имаме кампањи за подигнување на јавна свест, сме чистеле, меѓутоа обуките треба да одат во континуитет. И тоа е она што е предвидено и во овој планот, за кој што прв пат почнавме да зборуваме, планот за спречување на создавање на отпад, затоа што најважно е подигнувањето на јавната свест. Граѓаните треба да станат свесни дека од секој го зависи, од секој од нас како поединец зависи. Јас гледам и во да речеме во одредени квартови на каде што се очекува дека живеат нели имаме различни категории на граѓани и квартали кои што живеат, но не можете да забележите дека никој не сака едноставно да селектира. Во контейнерите кои ќе погледнете имате
пластични шишиња, а жолтата канта е на 2 метра од контейнерот. Нема секаде жолти Едноставно, канти. точно е, секаде нема жолти канти. Тоа е факт, и мислам, тие што ги луѓето кои што имаме, имаат не искршени се. селектираат. Тоа е факт. И луѓето не сакаат да селектираат и од друга страна Не сето она разбираат што е зошто. инвестирано Не разбираат искршено. зошто. Вината не може да ја префрлате во... Не, Не, ја зборуваме- префрламе Зборуваме и во зборуваме луѓето. какве Значи, каква состојбата. ако говорите за огромни суми пари кои се фрлени, практично се фрлени Во кампањи, во кампањи, 300 ама чудо, фрлени, нели? не се дадени Па, со тоа некоја сакам да цел, кажам, зашто дека целта ефектот не е таму, не е ефектот не е добиен. таму. Ајде, кажете ми, имаше... Не секаде имаме и позитивни искуства. Постојат општини во кои што Затоа не ние само во Скопје и надвор, делиме, бидејќи направивме има убави истражување. искуства. Направивме истражување кога граѓаните или зошто би селектирале. Излезе дека само 2% од граѓаните се селектираат, а имаше на прашање доколку би имале некој приход, значи минимален приход, дали би селектирале. Значи 75% од испитаниците Мотивот би биле парите. рекоа дека Добро. би селектирале. Значи пак Да. имаме некои 25% кои што и дури да им дадеш нешто нема, али пак од 2% до 75% е многу голема разликата. Ова истражување 2016 го правивме, ние од тогаш почнавме 2017 почнавме да кажуваме системов не е како што треба, поради тоа што граѓаниве треба некако да се вклучат и да бидат Ајде околу, вклучени да, во- последното гласање во Европарламентот, тоа е март оваа година, кога се отвора патот за забрана на пластика за еднократна употреба до 2021 година. Тоа практично за година и пол. Така. во Европската унија веројатно е тоа можно. Да, Ние зо- секако ќе треба да го пропишеме и тоа во нашето законодавство, меѓутоа ќе Зошто ни тоа биде не е дозволен. можно во Македонија? Можно е, зашто да не е можно. Секако ќе треба да се подготвиме затоа што вие тука тангирате една сериозна бизнес заедница, една сериозно производство Да. индустрија, не може тоа преку ноќ да се направи. Овие цели што се ги поставила Европска унија до 2021 веќе се разработени, они имаат елаборирано зошто, како размислено, како ќе се постигнат тие цели. Добро. Нас ќе ни биде дозволен еден транзиционен период додека да се прилагодиме, да се адаптираме, така е со сите овие што ги имаме подготвителни Колку е? разговори Што со значи Европската тој период? комисија. Значи дека ние ќе побараме од Европската унија, па тие ќе ни дозволат. Тоа е процес кој ќе почнеме да се Немате ли преговори. некаков определен рок? Да, имаме. Некаква Сега дата? сакаме да ги предвидиме тие дати и ги предвидуваме во нашите Што закони. значи тоа? Нови закони, 25-та, 30-та, на подолг временски период. Добро. Но и тоа ќе видиме дали. Имаме препорака да ставиме до влезот на земјата во Европското семејство, значи до членството на Македонија во Европската унија, да не мора да се применуваат. Меѓутоа Но со да- влезот веќе автоматски стануваат на Подготовки да сила. претходно да А има. претходно да има подготовка. Да. Добро. Веројатно така и ќе бидат во преодни одредби од Да. законите. Добро. Ова Тие регулирање. цели се уште поамбициозни од постоечкиве цели и навистина ќе ни биде мака ако не најдеме кој е нашиот модел за исполнување на овие цели, за зголемување, селектирање циклени. Ја, како што реков и на почеток, мислам дека уште го немаме најдено нашиот модел, поради тоа што со колективните постапувачи веќе постојат, ќе дојде скоро 10 години, а го гледаме ефектот. Значи мора нешто суштински да се смени. Што е тоа мора нешто суштински? Па ние зборуваме Зошто за тоа. Прецизно не говорите. Едно да е граѓански системот, да се размисли ако бидејќи може За и колективни вклучувањето на постапувачи и граѓаните, системот што за кауција, говоревте. значи може да се започне со пилот со една општина, со две да се Добро. види на помало место, значи Да биде барем инициирано да видиме од како би Министерството? функционира. Па тоа Не може да биде инициирано. тоа Тоа треба кажувам, тоа е избор на индустријата и избор на- веќе постојат такви иницијативи, јас знам. Да, може би значи- ти не си информиран. Меѓутоа постојат иницијативи, се испитува пазарот, се прави проценка колку би чиниле тие машини, кога би се поставиле, како би се наградиле граѓаните за селекција така натаму. Се уште во некој зародиш, може би и тоа ќе се случи, не знам. Значи Тоа тоа е постојна едно информација, да видиме кој е нашиот модел, поради тоа што мора некоја комбинација, некој баланс да се направи колективен и систем за комуниција. Второ е ние што го зборуваме за комуналната такса, исто мислиме нешто што ќе го подобри селектирањето кај луѓето, а комуналната такса кај нас сега се наплаќа по метар квадратен, тоа е по методологија донесена од министер, но во таа методологија постои можност да се наплаќа по кубен метар или по количество создадено отпад. Ние веруваме дека доколку исто се испилотира, чисто да се види, ако се наплаќа комуналната такса по создадено количество отпад, а не по 100 квадрати една баба и 60 квадрати 4-члено семејство,
семејство, нормално дека бабата, иако не прави толку отпад, плаќа повеќе од 4-члено семејство. Ако го направиме системов колку создаваш, толку плаќаш, тогаш граѓаните ќе им текне, ќе им кажат чекај да селектирам. Бидејќи тоа што ќе селектираме. Одговара ли ваков праведен систем? Одговара, тоа веќе е регулирано, меѓутоа повторно се враќаме назад. Комуналниот отпад, значи отпадот што го создаваат домакинствата, тука се вклучен и отпадот за пакување, најмногу зборуваме за тој отпад, меѓутоа има и други видови на отпад што се создава во домакинствата, е обврска на локалната самоуправа. Значи општините си го организираат свој систем. Најголем број од општините во Република Македонија имаат даватели на услуги јавни предпријатија, јавни комунални предпријатија. Има дел од општините многу малку што користат услуга од приватен собирач. Проблемот е што на доместокот кој го плаќаме ние како популарно кажано ѓубретарина, која што ни доаѓа на сметката со вода, е многу мал за да може да функционира еден солиден систем за управување со отпад. Управување со отпад разбира од создавањето на отпадот, значи од негово собирање од врата, преку рециклажа, преработка, третман, селекција, но мало е заради нискиот животен стандард и малите плати, примања. Тоа е јасно, е многу логично зашто е толку мал. Добро, меѓутоа одредени давачки има многу кои што се има повисоки давачки, граѓаните за тие некако полесно дават. Кога ќе дојдеме до ова, се уште и општините држат некоја социјална цена, но тоа ќе мора да се промени и ќе се промени. Новото законско решение ќе се зголема цените, мора да се зголема цените, инаку системот е неодржлив, затоа и немаме систем. Затоа што овие индустријата која плаќа во овие колективни постапувачи, тие инвестираат во возила, во контейнери и така натаму, подигнување на јавна свест кампањи. Меѓутоа контейнерите се кршат и се уништуваат. Ако не се искршени или уништени од неформалниот сектор, ако немаат интерес да го продадат материјалот што се наоѓа внатре како овие стаклени звона за стакло, тогаш ќе остане, меѓутоа јавното комунално предпријатие нема капацитет да ги собира редовно, па тие се преполнуваат. Па граѓаните се јавуваат у министерствата, се јавуваат не знаат каде хаос, значи во секој случај треба комуналното предпријатие е одговорно за собирање на отпадот. Отпадот од пакување е суровина која што и припаѓа на општината. Тоа е нивниот отпад и никој нема право да го собира друг. Секој што го собира, тоа е кражба, тоа е сива економија и така натаму. Значи поентата е да се зајакнат комуналните предпријатија кои што се одговорни за собирање на отпадот. Добро. Значи пак станува збор за политичка волја, како што рече Јана. Значи во моментов сметате дека нема политичка волја во однос на некоја суштинска промена која што ќе видиме да даде ефект, нема, значи можеби прво ни разбирање, односно на свесност за таа работа, за после да идеме до политичка волја. Значи прво ние мораме да разбереме овие суштински проблеми, значи како што Ана ги разбира, како што ги разбирам, треба и министерот да ги разбере или пак некој од владата да ги разбере, за да можеме да имаме некоја надеж за политичка волја. Сметате дека проблемот е во свесноста, во политичката фигура министер? Од една страна, ние тоа јавно го кажавме, уште во март, значи нашата еколошка коалиција побара оставка од целата вина гледате во министерот за видете како што реков и тоа што нас од граѓански аспект не се допаѓа е што целиот отпад е во рацете на бизнисот. Од друга страна и во рацете на општините и градоначалниците, кој што реков монира некој социјален мир, не сакаат да чепкаат во тие цени, но двете суштински работи што ги зборувам е едното е системот за куција, значи по граѓански систем, а другата е по фер наплата на комуналната такса. Сметате ли вие дека проблемот е во една политичка фигура како што е министерот и побарана е оставка од него? Сите имаме своја одговорност, ама не е сигурно во една политичка фигура. Повторно ќе кажам дека особено зборуваме сега за управувањето со комуналниот отпад, тука се и обврските на локалните самоуправи и таму имате политички фигури. Значи генерално треба да постои политичка волја за решавање на ова прашање. Значи промената на министер не би донела до некакви сериозни промени. Не се значени промени во овој сегмент. Добро. Мислам дека може, дека сепак министерот потпишува и методологија, мислам и финалната методологија и планот и сите тие документи што се стратешки или суштински ги потпишува министерот. Методологијата за формирање на цената за управување со отпад е донесена во 2012 година и ниту едно комунално предпријатие кој имаат обврска да ја имплементираат, не ја имплементирале. Донесена е методологијата, е согласно со стандардите на Европската унија. Нема ли никаква моќ? Правена е. Ниту една значи политичка... ние не измислуваме овде ништо. Нема ли ниту една политичка моќ, политичка институција воопшто некаква моќ да влие врз комуналните предпријатија?
Секако дека има, секако и постои и желба и волја, меѓутоа секогаш има приоритет на некои други прашања. Знаете дека се наоѓаме во еден период кога надворешните прашања не се веројатно поважни од внатрешните и некако секогаш останува ова за подоцна да го решиме подоцна. Меѓутоа не е дека не се работи на темата и се трудиме сите да направиме, дури и градоначалниците ја менуваат, затоа што и тие треба да се запознаат. Вие не можете да очекувате од еден градоначалник кој стапил сега на функцијата, да тој не е ниту стручњак, ниту експерт за отпад, ниту работел можеби во социјална некоја друга бранша, треба и тој да разбере што треба да се случи, какви промени треба да се случат, што се работело претходно, затоа што вие не можете во овој процес сега да престанете со секоја промена на политичката гарнитура. Процесот се тече, отпадот се создава и ова треба да продолжи до крај да се имплементира она што е започнато, а секако тоа е под надзор на Европската унија, тоа се проекти кои што се финансирани од Европската унија. Само треба да си продолжиме по таа линија и тоа и се случува. Можеби се треба малку повеќе време, одредени градоначалници, некои прифатија веднаш, некои нормално дека имаат забелешки на системот, зашто никогаш не може секој да биде среќен со предложените решенија. Секаде ќе се прават компромиси и така натаму. Добро. Треба свесност, мислам се работи на темата од аспект на документација. Знам дека Европска унија и сите тие документи, но ефектот може да го видиме. И мене тоа ме загрижува дека не сме го нашле нашиот модел, кој што е баш нашиот македонски во однос на вклученост на граѓаните, во однос на наплатата, во однос на одговорноста. Градоначалниците на крај на денот треба да сносат одговорност во однос на тоа. Тие директори на комунални предпријатија исто така може да се каже дека и комуналните предпријатија се полни со партиски вработувања, со луѓе кои што чисто работеле нешто, па ајде сега ќе Добро, тоа е старата болка. Тоа е старата болка, партизираноста во сите сегменти и пори воопшто. Дека политиката е да надвореш на едно друго, отпад животната средина се става на некое подолно место, на маргините и на крај искачаме со ваков ефект. Но мислиме дека има некои суштински работи што може да се испробат, да се сфорсираат, малце да се нагази на газ, дали од министар, дали од градоначалник, дали од структура во однос на да се испилотираат, некои вакви рискантни можеби потези, но мораме да го најдеме кој е тој модел кој што за нас функционира. Добро, јас ви благодарам што бевте гост. Благодарам на поканата.